Денеска сакам да упатам исто така и голема честитка за меѓународниот ден на лицата со попреченост. И ви благодарам што сите денес сте тука и што имаме прилика заедно да дискутираме за овие многу важни теми. И драго ми е што денешното одбележување на овој ден го посветуваме на промоцијата, на визијата и приоритетите на новата национална стратегија за правата на лицата со попреченост од идната до 2030 година. Кога инвестираме во стратегии и политики на повеќе нивоа, ја докажуваме нашата борба против стигмата, против дискриминацијата и сме потсетник и инспирација за секој поединец дека лицата со попреченост ги имаат сите права како секој граѓанин и секој дете, како и секој млад човек на оваа држава. Оваа влада уште од самиот почеток се залага за преземање на конкретни мерки како би се зголемила и подобрила интеграцијата на лицата со попреченост во сите аспекти на општествено-политички, социјален, економски и културен живот. И во моje име и во име на владата сакам да изразам голема благодарност за искажаната подготвеност на германското друштво за меѓународна соработка и на тимот на агенциите на Обединетите нации за поддршка на овој исклучително значаен системски процес за изработка на овој документ со кој се унапредуваат правата на лицата со попреченост во Северна Македонија преку широка соработка со организациите на лица со попреченост и државните надлежни институции. Во оваа прилика сакам да упатам јасен повик до сите министри во владата, активно да се вклучат во понатамошната разработка на стратегијата, односно во креирањето на акцијскиот план. Воедно повикувам активностите кои ќе произлезат од таму да бидат ставени високо на агендата, со што ќе се осигура нивната динамична имплементација. Бидејќи ако имате само стратегија без нејзина имплементација, тогаш тоа нема да даде резултат. Јас како прв човек, а потоа, односно, прво како човек, а потоа како прв човек на владата, се залагам за еднаквост и недискриминација, за образование, пристап до социјални и здравствени услуги, за вработување, самостојно живење, пристап до правда, политичко учество. И од овие принципи не отстапувам. И затоа за идната година веќе мислам дека се договорив со министерот за образование во 100 училишта во државата да бидат изградени пристапни рампи за лица со попреченост. Криза е криза, меѓутоа такви финансиски средства министерот за образование сметам дека може да најде и тоа да се направи. Лицата со попреченост мора да бидат вклучени во одлуките што влијаат врз нив и препораките на Обединетите нации јасно повикуваат на конструктивен диалог со репрезентативните организации. И како влада досега повеќе пати сме покажале дека Сдруженијата на граѓани на невладиниот сектор се наши партнери во креирање политики, стратегии и во носењето одлуки. А кај мене лично, Теодор ќе биде и лице кое што директно со мене ќе учествува во носењето на одлуките. Изминативе неколку години се навистина полни предизвици. Пандемијата, економската и енергетската криза, сето тоа придонесе комплетно да не се измени животот и функционирањето. И сите ние без разлика кои сме и од каде доаѓаме, сите ние ги почувствувавме тие последици. Но лицата со попреченост и нивните семејства беа особено погодени. Затоа посебно се залагав тие да не бидат изоставени од антикризните мерки. И затоа и во пакетот антикризни мерки дадовме финансиска поддршка на социјално ранливите категории граѓани, каде лицата кои го користат правото за попреченост, понатаму родителите на децата со попреченост до 26 години, но и лицата со попреченост кои користат право за помош и нега од друго лице, да добиваат финансиска поддршка од по 3000 денари. Финансиска поддршка никогаш не е доволна во време на криза, но јас кажав дека никој нема да биде оставен само во оваа криза и низ овие антикризни мерки токму тоа го потврдуваме, бидејќи сите антикризни мерки и финансиска помош од последниот пакет на мерки се насочени токму кон најранливите категории на граѓани.
И ќе повторам уште еднаш, посебно до оние кои што се најранливи, дека никој нема да биде оставен сам во оваа криза. Направивме и законски измени за децата со инвалидитет, како и за нивните семејства. За мене како човек секое дете има право да ги ужива сите услови на добар и квалитетен живот и затоа ја зголемивме и висината на посебен додаток за децата со попреченост до 26 годишна возраст. Ја проширивме и категоријата за користење на услугата лична асистенција и за лицата со комбинирана попреченост. Министерството за труд и социјална политика во рок само од 4 месеци годинава отвори 3 мали групни домови за поддржано живење на лица со попреченост. Предучилишното образование исто така е исклучително важно за раниот детски развој и оможува полесна интеграција во општество за сите деца, а особено за децата кои живеат со попреченост. Со таа цел Министерството за труд и социјална политика издаде 8 решенија за нови градинки, 1 дневен центар, а во тек изградба на 12 градинки и 1 дневен центар. Вклучувањето во образовниот процес и обезбедувањето еднакви услови за сите деца е еден од нашите приоритети и затоа за учебната 2022-2023 година обезбедивме средства за вработување на 725 образовни асистенти во наставата кои се поддршка за наставниците и учениците со попреченост. Дополнително направивме и законски измени со кои возрастната граница за користење на услугата на лична асистенција ја намаливме од 18 години на 6 години, со што сакаме да го поддржиме вклучувањето на децата во редовниот образовен систем и во општеството во целина. Вие веќе знаете, владата донесе уредба за правото на лицата со попреченост да бидат ослободени од партиципација за студирање и со оваа мерка очекуваме зголемување на бројот на студенти на високообразовните институции. Би сакал да ја споменам и првата софтверска апликација аудио читач на македонски и албански јазик, што беше промовирано пред една година, со која бесплатно им се овозможува на лицата со оштетен вид непречено да користат компјутери, интернет, мобилни телефони и други современи уреди. И сето ова кое е направено е само мотивација да продолжиме понатаму со уште побрзо темпо. Националното координативно тело за имплементација на Конвенцијата на Обединетите нации во соработка со Министерството за труд и социјална политика, Министерството за образование и наука, Министерството за здравство, а со поддршка на УНИЦЕФ, ја иницира и ја имплементира реформата на функционална проценка на деца и млади со попреченост, наспроти до сегашните медицински категоризации. Со оваа реформа, децата и младите со попреченост на едно место ќе ги добијат информациите за правата кои им следуваат и ќе добијат препорака на истите. Воено во владина постапка се измените и дополнувањата на Законот за авторски и други сродни права, со кој ќе се овозможи ратификација на договорот од Маракеш, со кој се олеснува пристапот до објавени дела за лицата со оштетен вид. Почитувани присутни, Северна Македонија и ние како влада изминативе години сме посветени на почитување на различностите, на обезбедување еднаквост и еднакви можности, на социјална правда и вклученост на сите засегнати чинители во носењето одлуки кои ги засегаат токму нив. Силно сме посветени на општествената кохезија и апсолутно се стремиме кон општество кој ги почитува сите своји граѓани, кои прават напори да одговори на потребите и да ги вклучи во сите текови на општественото живење. Затоа еден од нашите приоритети е да обезбедиме еднакви можности и инклузија на лицата со попреченост во нашето општество. Ќе повторам пак дека јас често кажувам дека никој нема да биде оставен сам и тоа навистина го мислам и навистина така работа. Ова не е време на изобилие во оваа криза, ова е време на солидарност кога треба да им се помага на тие на кои што најмногу им треба помош. Оваа држава треба да е дом за сите и треба да обезбеди услови за сите. Лицата со попреченост се насишто граѓани и имаат право на еднакви можности за развој, имаат право да бидат вклучени во сите процеси.
И затоа денес, кога го одбележуваме овој меѓународен ден на лицата со попреченост, ви уверувам дека оваа влада и јас лично ќе сториме се што е во наша моќ за системски да ги решаваме проблемите и заедно со вас да обезбедиме подобар стандард, подобар живот, подобро утре за сите граѓани. Денес во нашата држава една од најактуелните политички теми е потребата од носење на уставни измени во парламентот со цел продолжување на европскиот пат на државата. Тие уставни измени, според преговарачката рамка, предвидуваат вметнување во преамбулата на други граѓани, односно на граѓани кои што се самоопределуваат различно од граѓаните кои што веќе се наведени во преамбулата на Уставот. Тоа е сосема легитимно политичко прашање. Но веќе видовте низ јавните дискусии дека има политички партии кои што сметаат дека во тие уставни измени треба да се вклучат и други прашања кои што за нив се есенцијални како политички актери, меѓутоа не се дел од рамката и од она што е потребно за да ние го продолжиме европскиот пат на нашата држава, отварањето на кластерите и конечно финално зачленување во Европската унија. Доколку тие политички партии не останат на своите барања во однос на уставните измени да бидат вклучени и други прашања, освен промената на преамбулата. Јас до сега го немам мојот став кажано, дали ќе барам други промени во Уставот, доколку некој инсистира да има и други. Ако другите останат на инсистирањето да бидат вклучени и други прашања, тогаш јас ќе излезам со став во кој што, согласно со компаративни анализи на други устави, ќе предложам во нашиот устав да бидат вклучени одредби кои што се однесуваат исклучиво на лицата со попреченост. И со јасна визија, со напорна работа, има уште една работа која што ја кажувам, а тоа е дека нема недостижна цел. Ви благодарам.